Доцни државната помош за граѓаните и стопанството. Иако најавена за на 28 па и до крајот на месецов, од владата вела дека се уште се анализирало какви и за кого ќе бидат наменети мерките. Фирмите кои со душа го чекаат антикризниот пакет помош останаа извисени. Најголемиот потрошувач на струја Фени веќе ги изгаси печките поради скапата струја, а вработените заминаа на принуден одмор. Затворање на капацитетите веќе најавија и хотелиерите, но и дел од угостителските објекти поради скапата струја. Бизнисмените бараат владата да покаже сериозност. Кога станува збор сега за конкретно за енергетската криза, која во овој момент најмногу влијае на економијата целокупно, ние очекуваме и гледаме исклучиво улога на владата како креатор на политики дека може да направи исчекор за намалување на и ублажување на ударот од енергетската криза. И додека стопанството алармира дека е пред колапс, од владата вела дека веќе имало некакви мерки, кои според стопанството биле недоволни. Ресорните институции се во постојана координација, ја следат и анализираат состојбата. Во однос на цената на струјата за стопанството, владата води преговори во регионот за да се увезе електрична енергија по цена помала од берзанската, како и енергенси за производство на струја. За да се заштити животниот стандард од секојдневниот раст на цените главно кај прехранбените производи, од владата се уште не кажуваат конкретно кога би имало замрзнување на цените. Иако граѓаните и стопанството со душа го чекаат новиот антикризен пакет на мерки, тој за жал се уште го нема. Бизнис заедницата вели дека мерки се потребни сега и веднаш, затоа што компаниите се соочуваат со високи сметки за струја, кои за жал достигна и 10 пати повисоки за разлика од изминатиот период. За разлика од кај нас, кои се уште чекаме државна помош, германската влада усвои мерки во борба против енергетската криза, за што ќе бидат издвоени 200 милиарди евра. Германскиот канцелар Олаф Шолц при представувањето на новиот владин пакет рече дека цените морале да паднат и затоа развиените држави правеле се за ублажување на ценовниот шок, за секако граѓаните полесно да го поминат овој тежок период.